Кети Томеска го има и последното прашање и вели дали со повремени читинзи за време на 16-8 фастинг си правиме лошо. Значи, за оние што не знаете, читинг се работи за оброци кои што ни се задоволство, а 16-8 фастинг е стратегија на исхрана во која што 16 часа не јадеш ништо, а во 8 часа во тој временски интервал и прозорец практично треба да ги исконсумираш калориите и хранливите вредности кои што ти се потребни. Ова е за оние кои што можеби не се запознати со овие терминологии. Кети, дали да правиш читинг? Прво, и дали си правиш нешто лошо, не постои оброк од процесираната храна кој што не ти прави лошо. Сега, работата е што ти секако дека и еден оброк во текот на неделата нема да ти направи никаков посериозен проблем, затоа што од 365 дена, нели, ако 60 се со задоволства некакви во текот на денот, а 300 се во ред, тогаш овие 300 ќе победат. Така да не се случува во телото хаварија од една грешка или правење на едно задоволство, туку во телото се случува хаварија или обратно се случува убавина од практикување на континуитет, дали се тоа добри или лоши навики. Така да во фастингот, без разлика, еве конкретно мојата стратегија, дали се работи за фастинг или за она која што за мене представува најоптимален начин на исхрана, појадок, редовност на оброци и вода, јас практикувам сигурно еднаш во неделата да имам прејадување, буквално, и јадење на задоволства. Секако дека моментално ќе се случи хаос во телото, особено со кардиоваскуларниот систем, значи протокот на крв во кардиоваскуларниот систем ќе се намали некаде за 30 до 40%, со тоа дотокот на кислород, со тоа падови на енергија, па треба, нели, да се уклучат системите за да ги исфрлат тие многу и натриум и многу можеби адитиви, бои, ароми, хемикали и се што внесуваме ние преку процесираната храна, така да се случува моментална хаварија, но сепак твојата дисциплина од претходните можеби 6 дена ќе успее да го закрпи и да го поправи. Затоа ако ме прашуваш дали моментално ќе се деси хаварија, да, на долг рок нема ништо посебно да се случи, али запрашај се и зошто ти е потребата и грижата на совест од тие задоволства и читинзи кои што ги нарече. Затоа што многу често читингот е и можеби не само потреба за да го смениш вкусот, туку и физичка потреба на телото за шекери, односно за брза енергија, што веќе ако е ова второто е проблем. Но како и да е, ако ти треба дополнително да поразговараме, ако се реално тие физички потреби за благо и за процесирана храна, во тој случај имам многу едноставен совет да ти дадам, па дури и кога си во фастинг 16-8.